Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Дел од вработените на македонски пошти протестираат. Од институцијата посочуваат дека протестот е политички инструиран. Изгласани измените на законот за прекршоците. Безбеден град стартува од 1 февруари. Започна испораката на комуналната опрема за општина Прилеп во рамките на проектот за регионално управување на отпадот. Приведени група од 10 кинези за илегален влез во Македонија. Времето денеска променливо облачно, викендов дожд и снег. Урбан маркетинг. Што ќе готвите за новогодишните и божичните празници? Празничната трпеза ќе блесне со традиција, со пита и баклава, со корите направени со љубов и мајсторија од Чиколукс Кривогаштари. Веќе 17 години, Чиколукс е дел од секој празник. Семејство насмејано околу масата, со празнична атмосфера и топлина. Чиколукс Кривогаштани, 17 години љубов. Ако сакате вкусна семејна трпеза, повелете кај нас, живинарска фарма Долмени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај площадот Итарпео. Кај нас можете да најдете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави, свежи со различна големина и врвен квалитет. Цените се прилагодени за сите што сакаат за престојните празници да имаат вкусна семејна трпеза. Направете го вашиот омилен специјалитет. Вкусете ги нашите јајца. За сите вас во живинарската фарма Долмени Прилеп ве очекуваат најубавите јајца. Дојдете, купете и имајте ги најубавите новогодишни и божични празници. Среќни празници со живинарска фарма Долмени Прилеп. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црна Гора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божичното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици. За вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Естав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Естав, позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова.
Дел од вработените во Македонска пошта денеска протестираа поддржани од Сојузот на синдикатите на Македонија. Причината е, како што истакнаа на протестот во Скопје, за доцнување на исплатата на плати и лошите услови во кои што работат. 3-4 месеци доцни платата, вработените се крајно револтирани затоа што 60% од нив земаат минимална плата и таа плата не ја земаат редовно. 1700 вработени чекаат плата, од нив 300 поштари на кои не им е регулиран статусот, изјави денеска Сашо Димитриевски, председател на синдикалната организација на пошта во Скопје. Во Прилеп и регионот денеска со подрачните единици во останатите општини Крушево, Кривогаштани, Војđани, како и општина Долнени, Лажани, Дебреште, Црнилиште, Костинци, поштата функционира. Исклучок се дел од поштарите кои го изразиле своето незадоволство со неуредна достава на поштата до граѓаните. Македонска пошта соопшти дека го смета за крајно тенденциозно и несериозно и политички мотивирано организирање штрајк во услови кога е обезбедена плата за сите вработени. Крајно тенденциозно и несериозно е организирање на штрајк од страна на еден од синдикатот на вработените во Македонска пошта во услови кога за сите вработени платата е веќе обезбедена. Од тие причини веруваме дека штрајкот е политички мотивиран, а вработените се изманипулирани со што се нарушува нормалното функционирање на претпријатието, порачуваат од Македонска пошта. Собранието денеска со 81 глас за и 19 против и воздржани го изгласа предлог законот за изменување и дополнување на законот за прекршоците по скратена постапка. Со ова се отвара патот за старт на системот за автоматско снимање и санкционирање на сообраќајни прекршоци Безбеден град од 1 февруари. Законот предвидува зајакнување на безбедноста во сообраќајот преку воведување посебна постапка за прекршоци утврдени со помош на технички средства и уреди за снимање. Брзото и ефикасно санкционирање на прекршителите и изрекување санкции се очекува да влијае на генерална превенција во областа на безбедноста на сообраќајот. Во првата фаза системот ќе регистрира прекршоци како брзо возење, минување на црвено светло, истечена важност на сообраќајна дозвола и непрописно паркирање. Во следната фаза е предвидено проширување на спектарот на прекршоци. Започна испораката на комуналната опрема за општина Прилеп. Министерството за животна средина и просторно планирање ја реализира испораката на опремата за собирање на отпад за општина Прилеп како дел од регионалната програма за цврст отпад, финансирана преку заем од Европската банка за реконструкција и развој и грант од Швајцарската агенција за развој. Во првата транша на испорака складирани се 126 контејнери за мешан комунален отпад и отпад за селекција за јавно прометните површини. Во втората испорака општинава ќе добие 8318 канти од 120 литри кои ќе бидат за потребите на домеќинствата. Додека до крајот на јуни општина Прилеп ќе има на располагање 5 специјални возила за собирање и транспорт на отпад со капацитет од 12 метри кубни, 2 специјални возила за собирање на отпад со капацитет од 8 метри кубни и 2 камиони со капацитет од 6 метри кубни за транспорт на зелен отпад. Комуналната опрема и новите специјални возила се доделуваат на општините со цел подобра услуга и справување со отпадот, но и почитување на принципите за селекција на отпад со модел врата до врата, кој модел во општинава се практикува од 2011 година. Од полициската хроника, група од 10 државјани на Република Кина уапси полицијата вчера под сомнение за незаконски влез во Македонија. На 22 јануари во 18 часот и 40 минути на регионалниот пат Битола Демирхисар во близина на мостот на реката Шемница, поради сомнение за незаконски влез во државата, полициски службеници од СВР Битола ги лишиле од слобода 10 лица на возраст од 18 до 62 години, сите од Народна република Кина. По целосно документирање на случајот, против нив ќе следуваат соодветни поднесоци по член 147 од Законот за странци, стои во информацијата од СВР Битола. Временска прогноза.
Времето денеска променливо облачно, ќе дува слаб ветер од променлив правец. Во Прилеп променливо облачно со минимална температура до -1 степен, а максималната ќе достигне до 5 степени. Утре времето ќе биде променливо облачно, претпладне со појава на магла по одделни котлини. Во текот на ноќта ќе има локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Повремени локални врнежи ќе има и во недела, а пообилни врнежи се очекуваат во понеделник, кога и на некои од повисоките места ќе преминуваат во снег. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јануари 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.